И до крајот од емисијата ќе разговараме со доктор Горица, дерматолог, многу добро познат на нашата публика. Сите ја знаеме како доктор Горица, официјално Горица Дачевска. Така. Добро утро, Горица. Добро утро, благодарам на поканата, така сите викаат кај Горица, така да. Тоа како бренд си е веќе некој. Како да е, секогаш се добро дојде на овде во студиото со вашите совети за нега на кожата. И сега како што минуваат годините, за жал никој од нас не станува помлад и тоа е особено видливо токму преку кожата. Така. Што се случува со кожата со текот на годините? Знаете како, секогаш кога ќе дојде некоја повозрасна господја и каже, ма докторка, јас не сум била ваква. Знаете ли јас каква кожа сум имала, чиста бела, па нешто се случува. Тоа да не е од годините, да не е од староста, викам, не викам, тоа се дегенеративни промени. А вика, докторка, многу љубаво. Така, пубаво вика звучи. Така да, тие дегенеративни промени нормалница. Некого повеќе се изразуваат, кај некого помалку. Тука е нели многу битен генот. Генетскиот фактор. Битна е многу негата начинот нели на живот. Сите оние стресови у животот, нели некој има повеќе, некој има помалку, меѓутоа и те како влијаат и се одразуваат нели на нашата кожа. Секогаш кога ќе се промени кога ќе се приметили некоја промена на кожа, луѓето со право нели реагираат, затоа што у последно време многу нели се зборува за меланомот, многу се зборува за овие промени и на луѓето тоа им дава да бидат секогаш предпазливи. Конкретно кога станува збор за повозрасната популација. Некогаш они тие промени можеби да ги имали во текот на целиот живот, меѓутоа, како што кажува докторка, ние немавме време да се видиме и сега имам малку повеќе време и се загледувам. Така да, сите овие промени убаво е нели да се направи дерматолошки преглед, дерматоскопски нели преглед, се со цел нели да се превенира, за да се и продолжи животот и да тој живот нас не биде нели комотен. Нажалост, се уште постоја дел од луѓето, баш тоа го коментиравме вчера со една пациентка, тоа дека одреден број нели на луѓе, нема врска дали станува збор за машка или за женска популација, се плашат да се јават нели на дерматолог и некако повеќе се одлучуваат на сите оние алтернативи кои ги слушаат нели од соседите, па некој ќе им каже, па ќе прочитаат. Така да, најубаво е, ако се приметили некоја промена. Тоа се обично кератози кои се јавуваат кај повозрасните нели пациенти, да се јави, да се направи преглед. Така, ќе зборуваме конкретно за поединечните промени. Мене друго нешто што ме интересира, сами рековте дека кај некого побргу, кај некого поспоро, нели? Еве, морам да го потребам тој израз, старее кожата, колку и да не сакам, освен генетскиот фактор, бидејќи кожата е подложена на многу надворешни фактори. Што е она што најбргу ја старее? Па начинот на живот, да ви кажам. И зависи од тоа кој колку обрнувал внимание на својата кожа. Но верувајте дека и претерано користење на многу препарати и тоа влие. Меѓутоа, пак кажувам, негата на кожа. Поранешните господи нели кога биле помлади, можеби па и немаше толку многу козметика на пазар. Тоа беше нели се пробрано и се знаеше нешто ако навистина вреди и цената играше улога. Меѓутоа, од денешницава не се знае. Не значи ако вие земете некоја нели крема која кошта 6-7 денари, дека е магично стапче. Да, дека е магично стапче. Затоа што некогаш и тие промени знаатите како да направат проблем. Последно време многу се користи нели ретинол, ниацинамид. Да, тоа се препорачува. Убаво е, меѓутоа не за секој тип на кожа. Така да знаете зашто ве прашувам, бидејќи сами рековте дека се консултираме со комшевки, пријателки, меѓу другото сега чичко Google е најпопуларен. Има цел еден список сите оние надворешни фактори кои што влијаат врз старењето. Па да ве прашам колку е тоа точно. Еве на прво место ми е ставен алкохолот. Како влијае тој врз кожата? Игла. Значи, видете вие, кога ќе да дојде пациент и точно кога ќе го видиш... Веднаш знаете? Па,
prašuvam kako je, što je, tako da tije ispukani kapilari ne sekogаш da li na лицето има тони посебен пейс, посебно лице никотинот. Кожата станува, мислам, навистина се менува. Така пепеласта нијанса. И тоа без разлика дали сте активен или пасивен пушач, така? Чадот си го... Не толку многу. Активните пушачи, така да, има. Исто така хормоните. Естрогенот со текнали на годините жените во полека нели им се навалува нивото на естрогенот и тој те како, значи хормоните играат многу битна улога. Обично господите викаат, ама докторка, мене до 50 година ми беше супер и наеднаш некако се случи промена. Конкретно менопаузата можеби кај во поранешните години господите влегувале дури таму 58-6 година, меѓутоа сега се случува да многу млади особи, дури 35-40 години, значи влегуваат во менопауза и тука се тие значи промени од кожата многу губи сјај, тонусот се намалува, еластинот, колагенот, старее кожата. За UV зраците веќе сите знаеме, веќе да не го без разлика дали природни, дали преку слорин, подеднакво штетни се едните и другите? Па штетни се, значи не е убаво. Меѓутоа исто така кај луѓе кои има да кажеме посува кожа, кај нив многу побрзо се изразува нели борите за разлика нели кај луѓето кои имаат позголемено лачење, односно масна кожа, комбинирана кожа, дека кај нив борите многу поспоро нели доаѓа до израз. Бидејќи споменавте всушност типови на кожа, ме интересира дали со текот на времето можно е да се смени и типот на кожата? Може, затоа што пак ќе спомнам хормони. Со тек на годините се намалува нели нивото на хормоните на естрогенот и кожата не е толку влажна, не е толку еластична. Значи, игра се менува. Ако некој значи имал убава кожа, хидрирана кожа, меѓутоа со тек на годините наеднаш се менува и станува сува и бара друга нега. Затоа постојат нели креми кои се до таа возраст и нели на таа возраст едноставно што и фали на кожата. Меѓутоа не по секоја цена. Не по секоја цена. Има господи кои ден денеска нели се користат креми кои од времето се нели. И вика докторка, јас не планирам воопшто да менувам затоа што прво ми е страф, а друго ми прија. Така да како да менуваш нешто што одговара. Уште два фактори ми фатија око, а едното многу било важен на местоположбата како спиеме. Така. Дали тоа нешто исто што им советувате на вашите пациенти? Многу игра улога, да ви кажам, на начинот на спиење, конкретно нели кога доаѓаат господите нели за пополнување на одредени бори, точно се гледа нели особата на која страна спие, значи тука е многу како што заспала, така и станала. Така и станала, исто така во пределот микрофон да него. Во пределот на градниот кош во случај нели ако спиеме на страна, тука многу страда. Така да има одредени господи кои кажуваат докторка, јас цело време се трудам да спием нели на грб за да не ми се јават тие бори. Во последно време се зборува дека свилените, нели, свилата игра многу превентивна улога, односно свилени перници. Така да, и сега е тоа хит. Значи сите барат свилени навлаки, затоа што вие верувате во тоа, го препорачувате, има врска. Видете, мислам јас не можам оди купи, меѓутоа има влијание на вистина дека ако спиеш нели на свилена перница, дека има влијание. Верувате дека, значи не е само као сугестија, значи има. Кој може да си дозволи, зашто да не? И сега е тоа хит, значи тоа е сега хит и нема врска годините. Сите барат свилена перница. Свилена перница, така. И уште несоницата, претпоставам тука спаѓа и нередовниот сон. Тоа beauty sleep од секогаш сме го знаеле, така? Така, игра улога. Значи се познава точно кожа која е истоштена, која е изморена. Друго е, вие која ќе видите особа од трета смена, и друго е која ќе видите, значи, игра, сонот е многу битен, квалитетен сон. Значи, квалитетен сон. Има особи кои можат, нели, и за 4 сати да бидат, нели, наспани. Значи, сонот квалитетен е. Многу игра. Ајде, сега стигнавме до конкретните промени. Кои се тие? Конкретни промени најчести, тоа се кератози, односно масни брадавици кои
odnosno tие такви старечки, еве да го кажам, тој збор, не е убав меѓу тоа. Се извинивме веќе еднаш, така што сега може да го користиме. Јас многу внимавам на тоа. Тоа се промени кои пак најчесто се гледаат таму после, па да кажеме, 60-та година. Кај некои особи биле присатни, меѓутоа биле со исти колоритет, иста боја на кожа. И не се не биле забележливи. Не биле забележливи. Меѓутоа, со тек на возраста, они менуваат боја, стануваат малку по-жути, малку по-светло кафеави, стануваат темно кафеави. Со тек на време почнуваат да чешат и почнуваат да се ронат. Може да се јават на секој дел на тело и навистина, ако се јават на лице една по една, се зголема нивниот број, во случај на несакано отстранување, траума со пешкир, или на фризер, нормално се плашат и веднаш се јавуваат на преглед, случајно доктор. Муабетот ми е, немојте да фаќате ни една бемка. Тоа значи секогаш е присатно. Нема тука дали некој е со факултет или без факултет. Стално бемката, во случај ако настане траума, веднаш се јавува на лекар. Битно е у тој момент да се исчисти провената, да се направи дезинфекција и да се направи преглед. Обично, јас секогаш зборувам да се внимава да не настане секундарна бактериска инфекција. Значи, подобро не стави ништо, отколку се и се што имаш околу себе. Обично луѓето, дома, ако немаме алкохол, имаме ракија. Обично луѓето стават ракија, значи се тријат, па тоа уште повеќе крвари, ги фаќа паника и се и се што стават. Подобро веднаш на доктор да се отиде. Така, или да се испере со сапунче и со вода и да се стави една чиста, ако имаме стерилна газа, добра, ако не, подобро ништо отколку било да не експериментираме самите со своето здравје. Така да тоа се тие кератози кои се најчести. Меѓутоа, овие кератози ние можеме да ги видиме и кај особи од 35 години. Значи, игра тука генот. Исто така, многу често се јавуваат мелазми. Тоа се оние кафејави промени на лице кои се доста чести. Значи, нема влијание повторно машко-женско, некој е повеќе склон, некој повеќе не. И овие промени бараат, да се следат, никако на своја рака да се користи лимун. Да има разни обелувачи по интернетов. Лимун, па кори од банана, па не знам, се и се што буквално стават. Има, значи, техники, има и агресивни, инвазивни и неинвазивни техники. Има луѓе кои едноставно доаѓаат на преглед да се види дали е тоа и каква промена, и едноставно си го прифаќаат тоа најнормално. Така да тоа се тие, да кажеме, најчести промени. Исто така, многу често, кај повозрастните пациенти, многу, значи не ајде да кажеме овие кератози, мелазми, односно хиперпигментации. Кожата е орган кој памти. Така да на младоста, ако имале изгорено многу, ако биле изложени многу, така, значи се јавуваат такви промени конкретно на грбот или кај повозрастните пациенти се јавуваат на темето горе и многу треба да се внимава. Но во таа возраст многу често можеме да го видиме базоцелуларниот карцином. Промена која, да, многу така тешко звучи кога ќе му соопштиш на пациентот дека он има базоцелуларен карцином, тоа бара внимание и како ќе му го соопштиш, треба да му се објасни дека не е тоа животно загрозувачка и дека одредени ситуации треба да се направи хируршка интервенција. Многу често по тие кератози во случај на разноразни средства користење за да се отстрани, значи тоа тие мртви клетки, ние не знаеме што имаме базално. Значи многу често под тие кератози може да се најде базоцелуларен карцином. Затоа никако на своја рака, ако приметиме некоја промена на кожа, колку и да е страшна, подобро да побареме совет, да видиме што е, отколку на своја рака да експериментираме со разноразни обелувачи,
Има многу. Што е со флеките? Знам дека тие не се опасни, Така. по песетата се јавуваат, но се непосакувани. Така. Може ли да се спречат, тешко, но барем да се ублажат? Може. Сега и те како има, значи, препарати, како што реков, има и неинвазивни од типот нели на креми, меѓутоа има и малку поинвазивни од типот нели на хемиски пилинзи, од типот на нели ласер се дават нели многу добри резултати. Колку е промената по-свежа, толку бројот на третманите се намалува. Меѓутоа, никако на своја рака да се види прво што е. Верувајте, значи, најбитно е да се види дали е таа хиперпигментација и дали е за третман. Разбирате? Кога зборуваме за кожата, но секако да не ги изоставиме и ноктите, така? Така. Со нив што се случува? Мислам, гледаме што се случува, ама зошто да не се подразјасни? Па вака да ви кажем, со возраста нормално и како и ноктите. Ноктите на рацете, па и некако, да кажеме, се контролираат. Меѓутоа, ноктите на нозете со тек на време стануваат, нели, менуваат боја. Стануваат позадебелени, стануваат по-жолти и многу е битен начин нели на хигиена, многу е битен начин на третман на самите ногти. Со тек нели и на возраста нашата еластичност нели се намалува, така да подобро да си побараме стручно лице нели за да се средат ноктите, тоа што ви кажам, со тек нели на возраста ноктите навистина менуваат своја форма, стануваат позадебелени, пожолти, многу, ако немаме соодветна цангла, значи и за сечење. Така да, ако не можат, или нека се побараат помлад член. Има кој може. Има кој може, за да не настанат дополнителни промени. Јас Сабајлево не успев да ве прашам, но знам дека сакате да имате вие секогаш контакт и со пациентите и со гледачите. Доколку некој гледач има прашање на оваа тема конкретно, да го вклучиме, со тоа што ќе замолам да ми дадат знак кога ќе имаме гледач на линија. Ние во меѓувреме да не ја заборавиме и косата. Так, да. Косата се менува. Како што се менуваат и ноктите, и кожата, и косата се менува. Но во последно време нели ни се случи ковид, така да повозрастните пациенти и те како се жалат дека до пред ковидот косата била добра, меѓутоа како резултат нели на ова вирусна инфекција се јавува проречување на коса. Косата значи станува еве да кажеме не само вирусот, секоја инфекција. Секоја вирусна инфекција се менува квалитетот и косата станува многу по се што го напаѓа организмот. Така. Верувајте дека и те како многу се чувствува. Да, возраста игра многу битна улога, генетиката игра многу битна улога и нормално нели да се менува и целата коса и целата физиономија на човекот. Јас се видам само дали имаме веќе вклучено гледач на линија. Слушам нешто дека има. Добро утро. Не можеме да воспоставиме контакт. Нема, добро, ви благодарам, колеги. Горица, во разговорот, кога се подготувавме за темата, ми го спомнавте и херпесот. Така, да. Но ме зачуди што тоа е нешто што се случува јавува кај помлади, така? Да, меѓутоа, повозрастната популација, конкретно пациенти кои имаат хронични заболувања, каде што имунитетот е навистина многу, да кажеме, намален, многу почесто се јавува на херпес зостер, не бира каде, на кој дел на телото. И повозрастната популација многу потешко го поминува. И последиците се многу од типот нели на болки, пак ви кажам, зависи на кој дел на телото. Значи херпес зостерот е многу присутен, конкретно овој период, значи кога се баш буквално кога се менува нели времето. Значи може да се јави во текот на цела година. Меѓутоа многу почесто го гледаме во овој период. Значи пролетен период, присутен е доста и секогаш повозрастните помислуваат дека нешто ги полазило, пајаче, нешто ги каснало.
и доаѓат во некоја малку задоцнета форма. Значи, иако приметат било каква промена, па на крај крајава и да ги каснало нешто. Значи, подобро да се јават на време. Битно е кај херпесот, ако се примети веднаш прва промена, веднаш да се јават, да се даде терапија. Бидејќи самиот нерв, зависно кој дел вирусот на варичела зостер, значи го напаѓа, прави оштетување. Така да, доста... Значи, ние херпесот го гледаме кај дечиња, меѓутоа, по-младиот организам полесно ги поминува тегобите. Меѓутоа, по-возрастните пациенти знаете како да ги легне и да бара многу долг период на рехабилитација. Да го вклучиме сега и гледачот. Добро утро! Добро утро. Добро утро. Почитуваната докторка и до вас, Искра. Докторка, во последниве излагања, како да ме прегледуваше, но точно однозе се пак кажа слушата. Значи... Но сепак имате сигурно конкретно прашање, така? Да, конкретно прашање меѓу херпесот, опаѓањето на косата, сушењето на кожата општо и посебно изразено на дланките, на длактиците, борање на кожата, би ја запрашала докторката, значи ми се кршат ноктите без работа. Се со 2 танира дневно да се измијат, веројатно не е некоја работа во вода. И дефинитивно имам проблем со ноктите, се кршат без работа и ми се љуштат. Па не е како кршење нормално, него како забет да ги изело. Така. Тоа е посебно и ако не е проблем да каже што да се направи со косата и со кожата, како да ги негуваме. Затоа што јас сум над 70 години, така да ни треба и некој совет повеќе. Одлично. Всушност, тоа за жал не сте ви единствена со тој проблем и вообичаени разговорите течат во тоа насок, на крај со совети препораки, конкретно за кршливи нокти и за коса. Значи вака, кога ќе се приметат било какви промени, конкретно нели кај кршливост на ноктите. Да, кожата, ноктите стануваат нели посуви, битно е да се направи, ако имаат нели можност да витамински статус на испитување, многу често хиповитаминозата значи знае да даде такви кршливи нокти. Но исто така да се направи испитување на тироидна жлезда. Значи еден од обично вела дека ноктите се всушност показатели на здравието, така? Така да се направи нели испитување за да се исклучи нели тироидна жлезда. На пазарот има навистина многу 3 во 1, 5 во 1, 6 во 1 нели препарати, и 8 во 1 има. Ете така, меѓутоа да се гледа составот затоа што многу често пациенти сакајќи нели да зацврстат нели ноктеве, така да кажем, користат такви препарати и доаѓаат со такви едни опекотини на ноктите. Значи не е за секого да се појде и да се земе препарат. Има пациенти кои се чувствителни на тие состојки, значи внатре кај некого токсично делува. Подробно нели да се јави на преглед, ако не се во можност, доволно е да земат маслен раствор А плюс Д, нели да ги негуваат ноктите, да зголемат малку внес нели на витамините. Ако ноктите се подјадуваат, стануваат како да се ронат, конкретно станува збор за прстите на нозете. Никако на своја рака да се појде нели во аптека и да се побера препарат, сигурно е габична инфекција, дај да видиме и одма почнуваат со препарати, да не ги именувам. Најубаво е нели да се појде кај матичен доктор, ако нема термин, ако не можат на дерматолог, да појдат да бидат упатени на микробиологија, да се направи струготина од ноктот, да се види што ќе никне, дали е тоа квасница, значи дали е тоа габа, дали е мувла или едноставно повреда и траума на самиот нокт. Не мора секое ронење на ноктот, задебелување на ноктот да ни укажува дека станува збор за габична инфекција. И никако на своја рака нели да се ординира терапија. Затоа што на нас докторите ќе ни треба подолг временски период, нели треба да се исклучи, конкретно нели ако се земе бриз од грлот пациентот нели не треба да внесува антибиотик. Исто така кога станува збор за земање на струготина од нокт,
не треба ноктот да биде третиран подолг временски период за да добиеме вистински резултат, да не добиеме лажно позитивен, односно лажно негативен резултат. Значи, тоа е најбитно. Кога станува збор за косата, да се види дали станува збор за андрогена, нели, алопеција, затоа што многу често имаме ние не само машки тип на губење на коса, него имаме и женски тип, нели, на губење на коса, каде што кај жените обично тука се јавува. Значи, тоа е посебен вид, нели, на алопеција. Нели, обично мажите ги гледаме со залистоци. Кај жените, значи, има посебен тип да се исклучи тоа, да се јават на преглед, да се направи, нели, трихограм, да видиме кој тип на влакна доминира. Докторка, јас многу ви благодарам на вашето гостување, особено на овие совети, како што реков, се секогаш добро дојдени.